Ревитализација на Скопското кале со цел тоа да биде туристичка атракција на почетокот на летото. Ова беше ветувано од Министерството за култура уште лани во октомври. Иако пред неколку месеци беше најавено дека калето ќе биде доведено до перфектна состојба, сепак денеска ова е сликата на терен. Обрасната трева која не се знае кога последно била искосена и поради која мора да внимавате да не ви излезе некоја змија. Канти преполни со ѓубре, никакви знаци и патокази. За поразителната слика во која се наоѓа оваа историска тврдина гласно критикуваат и туристите, на кои не им се веруваше колку надлежните не се грижат за нашето македонско културно и историско наследство. It looks like it's got a lot of potential. It's incredible that you have things this old here and they're not really taken care of. I would say my country would take care of buildings that are a lot younger. How is Switzerland taking care about this kind of monuments? Well, quite good, I would say. I mean, we also pay a lot of taxes, we have to say, but it's nice to see that the taxes go to where they should. Veliko, ogromno, prekrasno, ali šteta nije održavano koliko bi trebalo. Trebalo bi malo da se pokosi, da se počisti. Svi gradovi, sve lokalne jedinice imaju puno bolje uređene te komunalne firme koje se брину око тога. За споредба, вака изгледа тврдината во Призрен во соседно Косово, која датира од 6 век, во ист период кога е изградено и калето во Скопје. За подобрување на состојбата на калето во првите месеци од новата влада беше формирана и работна група, која тогаш беше кажано дека ќе ја обезбеди целата документација што е потребна за тврдината свечено да се отвори, а беше соопштено и дека била започната постапка за отворање на трите музеи кои се наоѓаат во склоп на дворот на калето. За информации кога просторот на калето ќе заличи и кога ќе биде исполнето ветувањето пред граѓаните, прашавме во Министерството за култура, но до почетокот на вестите не добивме никаков одговор.